Засилената урбанизација, неквалитетната реставрација, узурпација и инфраструктура се само дел од критичните точки за кои УНЕСКО период наназад строго го прекорува Охрид. Ако до декември нема напредок, исто како и за Котор, светските експерти ќе одлучуваат дали Охрид заслужува и понатаму да биде под УНЕСКОва закрила. Ставањето мораториум на целото Охридско крајбрежје е пресудната препорака која УНЕСКО ја даде на Македонија и на Охрид. Експертите сметаат дека периодот до декември, кога треба да се исполнат сите 19 препораки на УНЕСКО за Охрид е прекраток, но сметаат дека покажувањето интерес за напредок би довело до тоа Охрид да не се најде на црната листа. Да се стави мораториум за градба долж крайбрежјето час поскоро, но да се направи и баланс со економскиот развој на градот децидни се од УНЕСКО. Не отстапуваат и од замена на колекторот, подобрување на инфраструктурата, крај на загадувањето од депониите, а препорачуваат и мораториум за лов на пастрмка во езерото. Нереално е очекивати да се све може риешити у тој рок. Секој може да се реши во овој рок, но потребен е добар акционен план. Мораториумот е најдобрата препорака на која мора да се работи, а им дава време на властите работите да ги решаваат на вистинскиот начин. Но и покрај препораките мораториум за градба нема, а граѓаните сметаат дека само така би се отстранила опасноста Охрид да се најде на листата за грозени светски богатства. Не можеш да поминиш покрај езеро, се нарушува и природната средина, екологијата. Па по моему не би требало, пошто пейзажот е подруго се гледат вакаме, разбираш? И не би требало градба да имат. Близу мислам до обалата, до плажата. Мали се надежите дека до декември би се решиле проблемите со засилената урбанизација. Пратеникот Тунта вели дека процедурата за мораториум на целото крајбрежје е долга и сложена, но уверува дека стопирањето на 5 најмногу оспорувани проекти е повеќе од доволен УНЕСКО да види дека има напредок. Тие проекти се сите стопирани, ќе се врши ревизија, сигурно ќе се врши и стратешка оценка на влијанието на тие проекти врз животната средина. Според професорот Рајчо Талески, пак одлуката за мораториум на целото крајбрежје е сложена поради сложеноста на интересите на оние кои таму градат. Се каснира и тоа што најверојатно има многу интереси кои што ќе бидат со тој мораториум ќе бидат загрозени, поради тоа што Охрид сега ако гледате се чека најверојатно да се завршат овие почнати градби, тоа што мораториум би требало да значи според мене градбата е донесена до прво ниво и тука се застанува додека не се донесат сите законски прописи. Досега владата ги стопираше проектите за изградба на ски центар на Галичица и експресен пат до Светинаум, а најдоцна до декември ќе треба да образложи што и како презела во однос на другите препораки, како и зошто Охрид и понатаму заслужува да остане град заштитен од оваа светска организација.